Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, денеска е 17 март 2017 година. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на радиопрограмата која ќе ја слушате до 12 часот. СДСМ утрово поднесе иницијатива за продолжување на конститутивната седница до Собранието, подпишана од 67-те пратеници кои дадоа поддршка за Заев да го добие мандатот од председателот Иванов за состав на нова влада. Собранискиот спикер Велјановски нема рок во кој треба да ја закаже оваа седница. Во меѓувреме продолжуваат масовните протести на иницијативата за заедничка Македонија и вчера се протестираше во повеќе од 30 градови во Македонија, поддржани од над 150.000 граѓани. Масовно се бара целосно отфрлање на платформата од Тирана, создадена под менторство на албанскиот премиер Еди Рама. Ова се дел од темите за кои ќе разговараме денеска во Пулт. Ќе почнеме веднаш по музичкиот вовет, а овде со мене во студиото го најавувам професорот Александар Даштевски. Останете со нас. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото, ја слушате емисијата Пулт на Радио Слободна Македонија. Како што најавив на самиот почеток, мој денешен соговорник за анализа, професорот Александар Даштевски. Добро дојдовте во Радио Слободна Македонија. Благодарам на поканата. Утрово Социјалдемократскиот сојуз поднесе иницијатива за продолжување на конститутивната седница на парламентот, подпишана од оние пратеници 67 кои дадоа поддршка за добивање на мандатот за состав на нова влада. Истовремено во Македонија веќе трета недела се случуваат многу масовни протести на иницијативата за заедничка Македонија, со кој што се бара целосно отфрлање на платформата од Тирана. Кој е вашиот став? Има ли создадени ли се услови за продолжување на седницата на Собранието со оглед на масовноста на протестите? Има ли услови за конституирање до крај на парламентот и избор на собраниски спикер? Па јас би ги поделил овие прашања на два дела. Првиот дел ова дали ќе се конституираат и така натаму. Значи тука видовме дека прво ВМРО беше за тоа да се конституира парламентот, да се направи, да се избере председател на парламент, да се избере комисии кои ќе работат за политички систем и за други работи кои се важни. И беше за, меѓутоа сега гледајќи дека тоа сакаат некако да го направат на сила, сега се против тоа, знаеме дека не може без ВМРО-ТПМН, бидејќи мора да има представници затоа што имаат 51 пратеник. Така што не знам дали ќе успеат во тоа, затоа што, како што кажа Али Ахмети, нема да правиме ништо без да се договараме со ВМРО-ДПМН. Така што мислам дека сепак ќе се обидат да се договорат, бидејќи и да направат на сила, тоа не би било нешто што би функционирало како што треба. Затоа што треба да сите големи партии да се договорат исто до тоа што го кажа Али Ахмети, не случајно го кажа, он знае дека така треба или некој му кажал. Така што тоа е првиот дел. Вториот дел е ова за протестите што го збориме. Нели, едно е правење парламент и бирање на председател на парламентот, а друго е бирање на влада. Според мене, ако се обидат да изберат влада без мандатар, тоа е противуставно и може да поднесе или ВМРО-ДПМН или било кој граѓани во Република Македонија иницијатива за испитување на уставноста на таа одлука, бидејќи без мандатар противуставно е да се прави влада и тоа е нотирано во уставот дека треба да се даде мандатот на една од партиите. Така што Уставниот суд без оглед на распоредот на силите, нели, мора да донесе одлука со која ќе прогласи таа влада за противуставна. И би било малку непријатно, сега веќе има техничка влада, а они на противуставен начин прават друга, така што како ќе се сменат, како би дошло до промени, така што сепак останува да се договорат. Добро, кој е тогаш излезот според вас? Председателот Иванов беше јасен дека мандатот нема да го додели на Значи сега само да кажам за протестите, па би се вратил на излезот. Значи протестите гледаме колку се масовни и имаше некои аналитичари, не знам, политичари, да кажеме, Стојанче се појави и рече дека ВМРО стоело за протестите, што апсолутно не е точно, затоа што јас бев неколку пати онака чисто да видам како и да дам подршка, бидејќи не ми дозволува времето, бев малку и одсутен од Македонија. И видов дека тоа се работи за огромна маса на луѓе. За прв пат во историја, бидејќи се занимавам, нели, со аналитика, следам, нема никакви автобуси, сендвичи, сокови, дека излегува обичен народ. Ја тие луѓе не ги препознавам, веројатно има луѓе кои не се дел од СДСМ,
односно ВМРО ДПМН дека има и неутрални луѓе, мислам дека најголемиот број се оние бројката она што вика како ќе гласате, не знам. Тоа се неутралните граѓани. Мислам дека и на луѓето им е преку глава од овие вакви работи, постојано некои барања кои се нереални, необјективни и неисполниви, и дека сега се одлучени по секоја цена да одат до крај. Значи, вие да соберете 20.000 луѓе во одредени моменти од 5 до 20, така се собираат, 1000, тоа е нешто што не може да го направи ВМРО ДПМН. И тоа само во Скопје. Само во Скопје, значи, секогаш кога правило нешто ВМРО ДПМН во Скопје од 100 до 200 автобуси ако нема, тогаш нема да успее. Знаеме дека нели Центар, Карпуш малку послабо е. Сметате дека оваа платформа на Еди Рама успеа да мобилизира граѓани кои што се независни да излезат на улиците? Значи, не само што во Скопје се собираат 15-20 илјади, туку гледаме во Кичево, што е мал град, се собираат по 4-5 илјади. Значи, во цела 30 градови и никаде нема автобуси, нема никаде сендвичи и сокови, значи тоа е она случување нема на народ. партиска логистика. Нема партиска логистика. Ја не викам дека нема луѓе членови на партија, тоа е факт дека има, зашто никој на никого не може да му забрани да оди. Меѓутоа, од друга страна пак гледаме луѓе со знамења на СДС кои се бунат против тоа. Плюс тоа во платформата пишува дека нели треба да се донесе таа резолуција која ќе не прогласи за геноциден народ и нас и србите, затоа што нели сме извршиле геноцид на албанците во периодот од 1912 до 56, што е спрема мене тотална небулоза, бидејќи за да се направи таква резолуција треба да се испита тоа. Значи и во светски рамки, еве сега гледате колку години се испитува и дали направиле турците геноцид на терменците. Па не може се уште да се донесе одлука, бидејќи не е тоа толку едноставно. Дали било војна тоа или геноцид. Сега сакаат партизаните од НОП, кои се костур нели на понатамошниот ЦК-СКМ, што е костур на СДСМ, да ги прогласат за геноцид. Иако тогаш било Втора светска војна, се бореле едни против други, многу албанци се бореле на страна на партизаните. Значи, нели имаме Бајрам Шевани, народен херој од Куманово, па имаме Боро и Рамис на Косово и филм снимен, дека заедно се бореле. Од другата страна, јасно е дека имало многу и балисти кои биле на страна на фашистите. Така што тоа била вооружена борба, не било геноцид. Што е она од платформата која што успева да ги зоврие страстите? Да. И дали заев со последната пресконференција на која ја објави владината програма, предлог програмата на Социјалдемократскиот сојуз како програма за идна влада, не се откажа од платформата од Тирана? Па јас мислам дека овие анкети што излегува вчера дека рейтингот, тоа ние гледаме дека во година дена не се менја од 1 до 2% плюс минус на едната или на другата страна. А сега гледаме дека е сменет и на едната и на другата 3%, што е некаде 6% вкупно. Тоа не се случило за неколку месеци во историја на Република Македонија. Значи треба многу време да го убедите некој дека тоа не е така или е така, што значи дека народот навистина реагира. Од друга страна, се прави многу конспиративно. Например, Зоран Заев не објаснува што прифатил, што не прифатил, и тоа уште повеќе ги зоврева работите, затоа што се мисли кога не објаснува дека све прифатил. После ќе излезе нешто, ќе каже дека еве ова не е прифатено униформите и парите, бидејќи тоа е противуставно, затоа што важат на цела територија на Република Македонија. Ние се консултиравме со експерти, пак ќе излезе Бујар Османи, ќе го дементира, ќе каже и ние се консултиравме со експерти, прифатливо е тоа. Значи, најверојатно целата платформа е прифатена и уште повеќе од тоа. Бидејќи гледаме дека парите и во знаците на армијата ги немало тоа. А се разговарано е за тоа. Разговарано е за тие казни од 3 до 5.000 евра за правно и физичко лице ако не се знае јазикот, што е навистина апсолутно неприфатливо. Да кажеме прво, нели во СФР Југославија, јас сум пораснал во тоа време и нели задолжителен беше српско-хрватски. Мислам дека 2 класа или 4 класа, од 5 до 8 или од 7 и 8. И сите требаше да учат, меѓутоа имаше луѓе што не знаат. Ама на никогаш не му текнало да ги казнат парично, зашто не знаат српско-хрватски јазик, кој е задолжителен според законот. Од друга страна, како ќе го изменаџирате тоа кај албанците?
Јас сум имал едукации преку UNDP, преку други проекти во северозападна Македонија. Можам да ви кажам дека во руралните средини, сега да отидеме, ќе видите дека никој не знае македонски јазик. Добро, Заев образложуваше на таа пресконференција дека всушност задолжувањето, односно казните, се во делот на спроведување на законот на органите на локалната самоуправа и државните органи. Да, ма тоа не би не важи требало. всушност за нас како Тоа е провокативно. Значи не би, јас сум Добро. на пример лично сум против, нека не се казнуваат ни албанците. Може би не сакаат да учат, одбиваат. Зашто сега што се ги казнуваме, па може ако на пример нема пари да ја плати, треба да лежи затвор затоа што не знае јазик. Мислам, тоа е. Во делот на анкетата која што ја споминавме, вчера видовме анкетата на Институтот за политички истражувања Скопје, може да се види дека на вистина последниве случувања објавувањето на платформата влијаат на расположението на граѓаните. Од декември до сега има голема промена во расположението. Кој е вашиот коментар? Дали ова дополнително обесхрабрува ги обесхрабрува оние луѓе кои што се надеваат дека ќе дојде до нови избори? Затоа што очигледно драстичниот пат на довербата во Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ сигурно за нив интерно партиски аргумент да не прифатат нови избори, а тоа пак е барање на ВМРО ДПМН. Да, па вака се како некако се комплицира состојбата, меѓутоа мислам дека и во СДСМ се исплашија од ова што гледа дека народот се случува, не мора ни да излезат луѓе, доволно е само да ги прочитате точките на платформата и јасно ви е дека се работи. Ние нели разговаравме и тоа стои. Ја не одстапувам од тоа. Се држам до тоа дека, барем тоа е моје мислење, дека главната цел е промена на името. Меѓутоа, овие точки, ако ги погледнеме, гледаме дека се работи за целосна федерализација на Република Македонија. И сега, ако малку подразмислите, ќе видите и зошто е тоа така. И затоа е народот револтиран, народот веќе не можеме да го лажеме. Значи 25-6 години, 7 години имаме ние независност и веќе научија некои работи. Слична криза имавме во 2001, тогаш народот беше исплашен, еднаш револтирано само влегува во собрание, меѓутоа немаше вакви протести. Сега веќе доброволно сите од работа, дисциплинирано си доаѓаат тука пред влада, па одат пред собрание и во сите градови така, со тоа што ги менјаат локациите на другите места. Но да кажеме зошто е толку револтиране, да ги спомнеме овие точки, нели првата е двојазичност на цела територија на Република Македонија. Значи тоа е провокација која доаѓа од оние структури на кои Зоран Заев им ветил дека ќе ги исполни нивните барања. И двојазичноста на целата територија значи игнорирање на македонскиот јазик, кој имаме два јазика, значи тука немаме еден конститутивен народ и тука може да се менува све, па и името. Од друга страна, не верувам дека постои еден албанец и затоа не треба ние да дискутираме за нашите сограѓани албанци, туку ова е некоја повисоки политички игри се во прашање, кои што мора да ги исполнат. Например, ако се договарале они со претходната администрација на Хилари Клинтон, на Обама, на Викторија Нуланд, не знам кој ти и така натаму. Значи тие сега продолжуваат со континуитет на исполнување на тие работи и тие се притиснати, имаат политички притисок. Ја верувам дека ДУИ би одела со 10 години со ВМРО ДПМН затоа што 10 години беа во коалиција. И на крај на краевите имаше силен притисок. Дури меѓународната заедница интервенираше под притисок на ДУИ да најголемата македонска партија и најголемата албанска партија направат коалиција. Овде не само што не направија сега, што е прв пат после 10 години, а они бараат. И затоа сега вика Никола Груевски во интервју на ТВ Нова дека немој некој да ми каже утре да правам со најголемата албанска партија коалиција, затоа што го прекршуваат тој принцип кој не би барале они да немаат они притисок, како од Еди Рама, така од ЧСБ или така од други структури кои се блиски до Сорос и кои сака да се спроведе она што го замислиле тие пред 2,5 години, тој така наречен чадор, во кои се вклучени повеќе странски структури, не велам официјални, може и неофицијални, меѓутоа гледаме дека имаат огромно влијание. Знаеме дека Хан на почетокот се однесуваше нормално и неутрално, а сега се и врши притисок. Федерика Могерини е предложена од Матео Ренци во Европска унија и како министер за надворешни работи, нели? А претходно била негов министер за надворешни работи во Италија.
Тоа е италијанска левица која се поднесе оставка и која беше на власт во Италија кога таму беше на служба Зоран Верушевски. Па се смета дека, нели, тоа се тие разговори дали ќе ни даде премиерот престој или не, затоа што овде ќе биде граѓанска војна, ние мора да избегаме и така, што ги слушавме, нели, на телевизија и на сите телевизија и на Канал 5 на сите, што ги зборат помеѓу себе. Значи, тоа се едни такви структури кои притискат да се оствари ова што е. Значи, тоа е прво за јазикот, меѓутоа се засегнува во многу други работи. Значи, веднаш во првата точка е ставена и химната, знамето, државниот грб на Република Македонија, значи сите символи, и се бара мултиетнични да бидат, да не засегаат во ова, што е исто така по мене провокација, затоа што вие, ако прво да го земеме знамето, нели имаме закон за знамење според Охридскиот рамковен договор. И на секоја институција каде што има повеќе од 20% албанци, општина Тето, општина Гостивар, па и општина Стругана, Зијадин села, кој во оваа ситуација нели е најрадикален, и има албанско знаме. Значи не е некаква модификација, како што е например знамето на ДПА да има слично како албанското, туку буквално албанско знаме и тоа на никого не му пречи. Бидејќи во тие места Кичево, Струга, се уште се па мнозинство македонци. Да, тоа беше уредено со законот за знамење. Тоа со закон за знаме. Сега се бараме редефинирање. На кого му е потребно тоа редефинирање? Кога сите си ги ставаат и на куќите, и на кога одиме на кај Охрид, знаете, Заес, Осломи, секоја куќа има албанско знаме и никој ништо не им вика. Тоа е едно друго, химната. Химната сега испадна дека многу пречела. Знаеме дека химната уште кога е правена, значи после Втората светска војна, затоа што во Астом имало учесници и албанци кои биле на конститутивната седница, и е направена за сите граѓани на Република. Нели вика македонците се борат за своите правдини. Значи тоа се однесува на сите македонци. Неколку или денски имиња што се ставени затоа што тогаш почнува борбата за ослободување и ако нели се вратиме назад во историјата, која почнале борбата, тие објавиле манифест каде што ги повикуваат сите националности. Албанци, турци, роми, срби, така да им се приклучат и да направат заедничка држава која ќе биде еднаква за сите. Нели за тоа и не успеало Индиленското востание. Сакале република во тоа време кога сите биле монархии. Така што како сега химната пречи. И не знам како би ја смениле химната, а за грбот знаеме дека се договорија заедно и мислам дека ни ДПА немаше ништо против, или можда имало, меѓутоа се договорија ДУИ и ВМРО ДПМН, за да нема тензии, затоа што грбот што има? Има, не знам, жито, има вода, планина, сонце, значи не пречи на никој. Тој е тотално неутрален грб. Сега да имало некој што треба да ставиме орел на грбот. Значи, мислам дека најпровокативна, како што велите, провокација беа изјавите на Зијадин села, кој што рече дека никогаш ниту станал на македонската химна, ниту го почитува македонското знаме, дека македонците не постојат од пред 100 години, и она што предпоставувам влијаеше. Оно што предпоставувам влијаеше и на довирбата во Заев е тоа што СДСМ не се огради ниту ги осуди изјавите на Зијадин села, чии што пак пратеници тројца се подпишани на иницијативата за добивање на мандатот од председателот. Па не сега сите тие луѓе што на некој начин се репрезенти бидејќи Зијадин села е пратеник, не е вака обичен политичар. Понатаму албанската пратеничка Месина Дода, понатаму овие што се во ДУИ. Значи, сите работи што сакаше да ги амортизира Зоран Заев, иако тој вика, ние прифативме да разговаравме за химната, грбот и знамето. Тоа не се разговара во ниједна држава. Значи, не дај Боже во некоја од овие стари капиталистички држави да кажете да разговарате за знамето, па целата теорија на Француската, на Третата република се темели на Марселјезата, како извор на слобода. И вие да им кажете да ја сменат химната или знамето, кое било исто така символ на Третата република, од која почнува нели овој сега денешен светски поредок на почитување на човековите права. Нели донеле резолуција во парламентот, таа пропаднала после со Наполеон, па се враќа повторно на голема врата со Четвртата, Петата република и така натаму. Така што тоа е се прашање за кои не се разговара. Од друга страна не можете вие да ги правите луѓето наивни. Па зашто би разговарале ако не ги менјаме? Значи ќе разговараме за промена, инаку ако не ги менјаме нема потреба да разговараме.
Значи тоа е премногу наивно така да ги лашете луѓето и затоа луѓето го читаат тоа. Како ќе разговарате сега вие за химната која ние од 45-та година. И до сега на никој не му сметал, одеднаш смета затоа што ги доаѓа Џон Бренан, поранешниот директор на СИА, негде на 7 декември, неколку дена пред избори во Тирана, да се види, и тоа е негова последна официјална посета, бидејќи веднаш 2 дена после инаугурација на Трамп го сменија со Мајк Помпео, и веќе не е во СИА. И го замолува да му направи против услуга, бидејќи Сорос го има донесено Еди Рама на власт таму, со насилни демонстрации, да му направи услуга. Веднаш после изборите Еди Рама ги вика лидерите на македонските партии во Тирана. И тоа е толку очигледно. И на крајот на краевите, не знам како сега во СДСМ толку има некои структури што се уште се као радикални, демек треба да се признае тоа, затоа што прво тоа е понижувачки за Република Македонија. Значи понижувачки е вие да прифатите една провокативна програма направена во странска држава. Така е, тоа е аргументот на председателот Иванов за недоделување на мандатот, бидејќи ја става неговиот Македонија. аргумент е и дека ова ќе делува на всушност значи федерализација. А како зборува Села, како зборуваат други политичари, па како зборуваат и од СДСМ, всушност се работи директно за федерализација. Добро, Иван Хауте не убедува дека тоа сакам да кажам, значи федерализација не е некоја призна дека они всушност цело време мислеле на федерализација, но тоа ќе било позитивно. Сега, ние знаеме па дека луѓето што не живееле тука, бидејќи кога Запад не знаеше за мултикултурна држава, значи тоа е било 40-тите, 50-тите, 60 кога тргнува таму гастарбајтери, тогаш почнува Запад да се интересира за тие прашања, меѓутоа гледате дека тие луѓе не се интегрирани во таа средина. За разлика од нас кои сите имаме пријатели албанци, срби, турци, роми, не ги делиме ние. Турците дека многу добро зборат македонски, па некојаш не можеме да ги познаеме, мислиме дека се македонци. А таму не се примаат во средината. Значи тие живеат во гета. И да гледате што се случува во Холандија. Они бараат турски да се зборува, малте не ќе дојдеше до војна. Истото тоа и во Германија се случува, иако има преку 5 милиони турци, од кои милион само во Берлин. Значи бараат јазик нека да слушнат за тоа. Ниту пак сака да слушнат за знаме. Имало некоја иницијатива пред неколку години од албанците, бидејќи тие се смета сега дека 10% од население во Швајцарија се со пасоши, бидејќи тие 50 години уназад одат во Швајцарија, за промена на сламето, бидејќи им пречело крстот, нели? Има доста муслиманско население и тие децидно ја одбиле, таа организација што го побарала тоа ја избришале од регистарот. Затоа што сметаат дека такво барање е непринципиелно, да не кажам непонижувачко и противуставно. Добро. Така што ситуацијата како што сакам да кажам како главна точка, бидејќи сите тие се во првата точка од платформата е ова за геноцидот. И тоа мислам дека најмногу ги боли луѓето кои беа костор на СДСМ. Гледам ги кинат книшките пред сите, понатаму носат знамија, кажува дека тие не се за тоа. Луѓето што ги гледам се во тие години, малку постари кои живееле во тој систем, кои не сакаат тоа да биде така, дури не сакаат ни србите да бидат прогласени за геноциден народ во тој период, бидејќи ние не сме имале наша држава. Да, донесувањето на таква резолуција ќе биде проблематично кон нашите соседи и ќе ги искомплицира дополнително. Тоа е така направено, значи не односите. вика да се изгласа тоа со двотретинско, туку да се донесе резолуција која може и со просто мнозинство. Нели има просто квалификувано и двотретинско. Квалификувано е 61. Според мене, ја како го разликуваме, како го гледам ова, резолуцијата може да се донесе со мнозинство од пратеници кои се присутни. Даштевски, Иванов ја откажа својата посета на Австралија. Останува во земјава поради мигрантската криза, но де факто и поради политичката состојба која што имаме во моментов. Каков развој на настаните очекувате? Кој е излезот? Доколку велите противуставно ќе биде СДСМ без мандат да состави влада? ВМРО ДПМН очекува нови избори, меѓутоа и за распишување на нови избори е потребна поддршка од 61 пратеник. Во моментов има поддршка само од 51 пратеник. На улиците имаме масовни протести. Иванов не го доделува мандатот. Кој е излезот од оваа ситуација? Па јас сметам, ако тие реално сакаат да направат влада и реално да
владеат, бидејќи смета дека ќе повторат резултатите, а не е ни чудо, бидејќи гледаме сега дека имаат 70.000, некој од 35 до 70.000 зборува дека има сега само албански гласови, као втора албанска партија е прогласена, некои вела дека е и прва. Така што, ако се надеваат они на тие гласови, сметам дека не треба да се плашат од избори. Без оглед ова рейтингот овој што го збориме ние сега, нели што го зборувавме претходно, е мерен само сега, така е направено само кај македонците. Не е мерен кај влад, така што ако ги остварат тие гласови, повторно ќе ја добијат истата квота или можеби и поголема, ако се одлучат повеќе албанци да гласаат за нив. Така што сметам дека реално е нови избори и се ова што ќе се случи дури и да направат влада, нема стабилност, многу е тесно мнозинството. 67 беса вика, ние не влегуваме. И има една работа, значи мора да се направат нови избори затоа што платформата барем никој од македонците не ја знае, не ја знаеше пред изборите. Значи ние мораме за тоа да гласаме или на избори или за референдум. Затоа што сите живееме во оваа држава. Треба и нас некој да не праша. Сега мнозинската албанска партија знаеме дека за ВМРО не гласале многу албанци или гласале многу малку или не гласале воопшто. Така што мнозинското македонско население било против тоа, односно не ни знаело за тоа. Така што не можете вие сега мнозинското население кој освоило најголем број на претеници, сега да го абстрахирате, као кој ве ферма нас, ние ќе направиме, а за да направиме мора да прифатиме оваа платформа која е конечно, значи ако ја погледнете 6-та точка, се работи за целосна федерализација. Ретко која гледа, тука ми се чини како се викаше новинарката што зборуваше со Томи за тоа прашање за не можам да се сетам сега на името. И фактички она прва ја спомна, инаку јас често ја спомнувам, значи последната точка од договор, 6-та, под став 1 вика дека треба албанците да се вклучат во преговорите со Бугарија, кои ние ја не знам дека ги имаме. Имаме таа спогодба која треба да ја почитуваме, нели, уште од времето на Љупчо Георгиевски од 90-тите. Меѓутоа немаме некоја комисија за преговори со Бугарија, а втората точка е интегрирано управување со границите, што значи да ги отвориме граници со Албанија и Косово. Значи тоа е федерализација. И затоа се барат двојазичност на цела територија, затоа што ќе бидеме ние 1,5 милион или колку милион, а ќе бидат од другата страна 4 милиона, колку се 1,5 милион Косово и 3 во Албанија, нека се 4,5 или 4, не знам колку се. И тие преговори со Бугарија ќе бидат за ова население кое апсолутно не зборува албански во Источна Македонија, па за тоа преговори со Бугарија, евентуално ако сакат да го припојат тој дел на Република Македонија. Значи тоа е таа целосна федерализација изразена во точка 6 намерно, затоа што прво таа е на втора страна, единствена точка така доаѓа и не ја приметува многу луѓе. Така што Емилија Гелева, сега ми текна прва да спомнам за тоа. И така што се работи за целосна федерализација, сега за да се спроведе, тоа е многу сериозно. Тоа значи целосно дефинирање сите овие работи што ги кажавме на државата. И финансиска независност, тука сега да не ги броиме. За целосно редефинирање мора да има некакво гласање. Така пишува и во став 2 од уставот, дека суверенитетот му припаѓа на народот на Република Македонија, произлегува од народот, му припаѓа на народот, а народот го остварува суверенитетот преку непосредно гласање, референдум и други форми на гласање. Практично нови избори би значиле референдум за овие прашања. Да, затоа што не можете вие отпосле да кажувате некои работи што не се знаеле пред изборите и да го абстрахирате мнозинството на македонскиот народ, а сега како што гледаме дури и голем дел од гласачите на СДСМ не се согласуваат со тоа. Излегуваат со знамења, со книшки, не сакаат такво редефинирање на државата. За да видиме дали ќе добијат они мнозинство, треба да излеземе, и ако добијат, тоа е тоа. Значи, ние сами сакаме редефинираме. И тоа како гледаме дека бројката од 100.000 од минатата недела на демонстрациите се зголеми на 150.000, секој ден, значи тоа не се исти луѓе. Значи, веројатно секој граѓанин излегол по неколку пати за да се направи таа бројка и се зголемува таа бројка, затоа што гледаме дека не се решава ситуацијата, дека може и да се редефинира државата, а огромен број на луѓе не сакаат. И затоа гледаме дека ни СДСМ не се толку десидни во своите ставови како што беа. Сега нешто почна TV24, меѓутоа другите сепак се поумерени за да не ги изгубат
и тие луѓе што се уште ги поддржуваат, затоа што не се доволни само од етничките заедници гласачите, туку треба да имаат и македонски гласачи. Така што сметам дека сепак на крај ќе мора да дојме до предвремени избори и дека дури да се направи ова влада сега што се пропагира, тоа ќе биде во интерес на наредни предвремени парламентарни избори, а бидејќи не направија ништо, не се конституира, нели, парламентот, не се избра председател, не може да се распишат локални избори. И сега ако сакаат било кој, ја мислам дека не сакаат, затоа и не направија обид. Меѓутоа ако сакаат и да има и во јуни и во септември, октомври да има односно редовни локални избори, ќе мора да се договарат со ВМРО ДПМН, бидејќи знаеме дека за промена на измени и дополнување на изборниот законник и за донесување нов законник е потребно двотретинско мнозинство. Значи они не можат никако да отржат локални избори без ВМРО ДПМН, бидејќи треба двотретинско, така се договори опржено да мора да биде се што е во врска со изборите двотретинско. И сега ВМРО ДПМН може да ги уцени, да каже добро, важи, ќе го промениме законот, не во мај, во октомври, меѓутоа сакаме заедно со локалните и парламентарни, инаку ќе нема ни локални. И затоа и албанските партии се многу внимателни, затоа што тие главната пак енергија, како да кажеме, и финансиски средства ја црпат од локалните, од општините. И доколку ги изгубат тие општини, а многу работи пак зависат од македонските гласачи. Значи не е sejedno ако Дуи го изгуби Чаир, Тетово, Костева и така натаму, а не може да ги добие без помош од, да кажеме, ВМРО ДПМН или СДСМ, бидејќи немаат доволно гласачи, немаат над 50%, за да победат. Може да ги победи ДП, да кажем. И затоа внимателни се без, затоа не сака да они ги дава подписите, ама не влегува во коалиција. Да гледаме анкетата покажува дека БЕСА е моментално во голем подем. Па во голем подем и затоа на никој не му одговарат, затоа ни СДС и СДС можеше со унитети и со Дуи да направи, да избере председател и да одлучи за локалните избори, меѓутоа не се ни обидоа. Затоа што овој момент не им одговара ни на СДС, ни на Дуи. Така. Сега Дуи на некој начин, како лидер на оваа група, како најголема, се уште најголема албанска партија, се обидува малку и да си го врати рейтингот. И затоа така настапува како голем политичар Али Ахмети, вика ќе се договараме, не оди на сила, ако треба некој нешто да каже, кажуваат подпредседателите нешто порадикално или што не е во согласност со нивната политика, затоа што сака да го врати рейтингот, бидејќи се плашат и тие. И затоа се уште ги слушаат тие стари структури, бидејќи тие им помогнаа да дојдат на власт. Нели во време на 2001 на власт беше истата администрација на Бил Клинтон, која е од демократска провиненција. Така што тие им помагаат цело време и сега не иде да им свртат грб и затоа тие морат да ги трпат притисоците кои им ги прават тие луѓе кои цело време преговараат со нив и сметам дека мора да дојде до предвремени избори затоа што нема друго решение, многу е тесна ситуацијата. И да има 6-7, тука не е, без тешко ќе доаѓа. Значи, што беше поентата? Да се прифатат реформите и да се изгласаат на прибе и препораките од Европската комисија. ВМРО ДПМН дава поддршка за сите реформски проекти, да. Доколку се отфрли платформа. Тука ќе видите за што се работи. Значи ВМРО вика, еве ви влада направите малцинска и ние ќе ги гласаме сите, бидејќи нели тоа не е најважно по цела Македонија. Најважно не е реформите на прибе и реформите што ги предлага Европска комисија. И ако ги направиме тие вика дека ќе добиеме без оглед на Грција датум за преговори. Ако не е името, тогаш тоа многу лесно може да се направи со 100 пратеници. Значи со 100 пратеници сега ние имаме, тоа ни е задачата. Затоа што е во платформата пишува дека број 1 работи се влез во ЕУ и НАТО. Ова што ќе се прави со реформите е обид за побрз влез во ЕУ и НАТО.
Така што они сега може да го прифатат тоа, да си бидат влада, да си стават министри, да работат, нормално нема да им гласаат за овие закони. Промена закон за езиците, веќе имаме и за знаме и за се. Значи 90% од прашањата до Охридскиот рамковен договор се реализирани. Не би требало они да газат по тој договор, бидејќи тој договор им дава многу повеќе права отколку што имат било кои други етнички групи во Европа. Така што ќе си остане сето тоа и ќе може да ги донесе тие, ако се случи тоа, да добиеме датум за преговори, тоа би било сепак заслуга нели и на ВМРО да помане, но пред се на СДСМ, бидејќи тие направиле влада. Но тие што управуваат со нив и што им е битно повеќе, им е битно друго отколку реформите, тие не дозволуваат. И затоа уште во прв момент, така како неофицијално, Зоран Заев ја отврди таа можност дека ги прифаќам тие 51 глас и правиме 100 гласа и ќе ги правиме реформите. Сега веќе не можеме ние да мешаме ни она што се вика судство, затоа што судството нека си тера процеси таму, а овие нека прават влада. Сега веќе зборуваме за федерализација, односно редефинирање за државата, што нема никаква врска со криминални действија, со постапки кривични и така натаму. Значи веќе не може тоа да се меша и затоа народот тоа го препозна и излегува. А тоа го разговараат сите. Нека си тераат оние, СЕО нека си води постапки, нека води постапки ОЈО, бидејќи ОЈО гледаме многу предмети покрај овие дела. Но ОЈО за разлика од СЕО не прави она, како да кажам, маркетинг со пресконференции и тоа. И тоа ќе трае колку што ќе трае, затоа што се договорија двете партии, дури според мене веќе требаше да му престане рокот за поднесување на СЕО, затоа што е година и пол. Ќе оставиме за специјалното јавно обвинителство во некоја следна прилика да дискутираме, затоа што времето веќе не гази. Очигледно дека ситуацијата е толку комплексна, што не можеме да исцрпиме ни во еден час. Само би сакал да кажам дека подобро е веднаш да направиме предвремени парламентарни избори, а тоа веднаш би било според мене, бидејќи се уште нема ни конституиран парламент, би било некаде септември-октомври, бидејќи нели до јуни не можеме, затоа што треба да поминат 6 месеци од претходните, заедно со локални, отколку да се влечеме повеќе време и да изгубиме време и за реформите, и за економските прашања, социјални, и за одење напред на државата, и за сите други прашања, и да ја пролонгираме политичката криза наместо да ја запреме. Така, господине Даштовски, ви благодарам што бевте во пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам уште нешто поканата. Почитувани слушатели, овде се одјавуваме. Јас сум Славица Арсов, уредник и водител на емисијата Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.